Ancora Messi. Абе, туку Меси. Гол. Ја пукна ушево, дај ги овде печурките, ајде. Ајде, сега сум донел екстра печурчиња. Одлично. Браво, ала ти. Имаме добри сега. Не, абе, живо е, море, живо е, не е печено. Оу. Дај ми ја вода на одонде. Оу. Абе, Брате, ти сега ќе мотриш мене. не е печено, море. Абе, неверојатна работа, бе, не можам со тебе, не можам. Туку друг ми е муабетов. Дали јас тебе ти имам кажано од кај сум по потекло? А? Од Охрид. Тоа е точно, јас сум роден во Охрид, ама татко ми по потекло е од Маврово. Мајка ми пак е од држава Вевчани, му реку кајцо, така да знаеш. Па те стресо 95 подкасти главата ни ја пукна дека си од Охрид, ти ништо со Охрид си нема. Ништо ти реков дека сум роден во Охрид. Башка ќе направиме една специјална емисија, ако сакаш да ви го докажам на сите, дека сите имате потекло по некаков начин од Охрид. Така да знаеш. Него друго ми ме исто така муабето, слушај се. И мијаци ве Стевчи, и вевчанци ве Стевчи имаат големи глаишче, а во големо глаишче живеат голем мозок. Браво Стевче, тоа што тебе ти фаќит. Кај мене овдека има многу бизнис идеи, така да знаеш. А Башка и Вевчан и Маврово се познати по руралниот туризам. Сакаш детен, сакаш зимски, каков сакаш имаш туризам. Само треба да имаш оригинална понуда. Јас имам. Што ти оригинална понуда ти мене? Она таксино што го возиме на комбено. Одма ваѓаме овие со камери, овие сиве ги ваѓаме надвор. Добро. И го правиме кујна на 4 тркала. Во Америка што прават, знаеш, само нема ние да правиме сендвичи, туку нешто ќе правиме многу пооригинално, рурално, така малце по-селски, да не е урбано, не разбираш? Не бе зелник, гледај шо правам. Кифлички ала стрезо, ета ќе правиш. Со шо? Со печурки. За тоа ти Со шумски печурки. И шиткај само и парица одма. Земаме печурки. Дај ти помогнам, дај ти Седи, асистирам. гледај само ти, седи, види. Так. Редиш едно печурче, трак овдека, го виткаш и правиш оригинални кифличиња ала стрезо со печурче. Ова полно, зато подебело изгледа, овие празни, ама ко запроба убе. И немој ја си и пипнал, не се печени. Добро, готово, видов. Ете така. Ајде, ој ме следно. Значи, ако ми помогнеш, мораш, за да ми помогнеш да научиш. Значи, прво го земаш ова, па го... Фала сестро. Па водиме понатака. Значи, ова го тегнеш на напред, ова на назад. И сега ставаш печурките. Овака го ставаш, ама мора да направиш триаголниче, не само до така ова. Овака триаголниче, уште едно триаголниче. Држи ова, тука, држи ова, така, ова го ста... Ти ќе чистиш. 2 hours later. Стевче, што ќе ти направам? Па ти се повраќа? Па поврати, ајде! Без борби, не можам никако, таман ми дојде... Мајко мила, не можам никако да ги стаме, кај ги најде овие печурки, кај ги запусти. Ги набрав, бе, бате стрезо. Ги набрав, бе. Па нели рурално, еми пари заштедив, не купив, ги набрав, шумски. Печурки. Кај ги набрав, бе. Од шума ги набрав. Кај ги набрав, бе, набран еден, бе, како так лата, бе, абе ти реков... Мајко мила, бе, разбирам, рурално, ама од некој со лиценца, што знаеш, што соберете, што знаеш, што продават. А не од насред па печурки имаш најдено. Да, бате стрезо, ја после прочитам, имало различни видови на печурки таму, некои убави биле, некои еднаш се јаделе само. Само да оздравам. Ништо не е, бе, бате стрезо, ништо не е, диши длабоко само и ќе помине 2-3 дена, малку стомак, ти главата само. Каде бе, бате стрезо? Кај шо е царон пешки, каде? Каде бе? Мајко мила. Тргне на другата страна, а? Ај, да ќе стасаш. Ила се дојде. Ел те, Не ми се верува. Ел те, ваму.
Ајде да видите вака. Ја од ова ќе се земе покришта. Охридско геврече. Галичко домашно овчо сиренце. Јас ко многу добар познавач на руралниот туризам во Европа, сакам да ви кажам нешто, размислував. Што ги поврзит Франција, Италија, Германија и Австрија, знаете, и ги прави најдобри во однос на рурален туризам. Храната, дечки. И ја укапирав нешто. Има да направиме многу јак бизнис од овде. Има да пласираме на пазар во ЕУ нашиот најубав производ, нашето драгоцено што домашно ајварче. Трак! Ај пробај да видиш. Мое мелено, мое љупено, мое спржено, све со жана и што е најбитно. Ова ајварче, не пред мустаки кој ќе го јаиш. Супер ти приказнува за ајварот. Веќе сме пласирани на сите рафтови по европските и светските маркети. Ама знаеш што е најголема гордост наша? Затоа што сега сме закуска на годината за 23-та Taste Atlas Award. Нашиот ајвар веќе си има и плюс етикета, како велат македонскиот кавијар. Епа ништо, тоа ќе пробам со макало. Знаеш што е исто битно што Европа многу вложува во развој на руралниот туризам и на органското производство. Од причина што таму го гледат најголемиот потенцијал за европските земји и тоа е начин како да се справиме со климатските промени. Ама и кај нас има многу убави такви истории. Можам да ви споделам некои од нив. Земи воздух, бре, дете, земи воздух малу. Чекај сега стои за да може Стефче да гледа и да ужива во храна. Еве повели. Ова е супер приказна. Селото Рамне во подножјето на Галичица има неверојатен поглед кон Охридското езеро и планината Јабланица. Тука се наоѓа домаќинската куќа Пирустија Недановски. Идиличен амбиент од камена куќа со чардак, обкружена со мини фарма, зеленчукова и овошна градина и широк двор и огниште. Совршена дестинација за рурално бегство од градскиот метеж. Оваа рурална приказна и автентично селско доживување ни го нудат домаќините Недановски, Наташа и Васко. Се разбира и нивните синови Христијан и Петар. Почна руралниот туризам да ми станува привлечен и сакав кога веќе го правиме ова да го правиме со стил, малце да биде сериозно, да им понудиме на луѓето и некаква приказна, нешто она што го имаме, што го нудиме да биде убаво спаковано. Нашите јасно поставени цели беа да почнеме да угостуваме луѓе во нашите така наречени одаи, кои што веќе имаат имиња, Макла и Поник. Некако многу природно дојде и храната да ја вметниме во тој концепт, затоа што не се совпаѓа да угостиш луѓе во домашна селска атмосфера, во домашен селски амбиент, а да ги праќаш луѓето в град за да јадат. Од секој ќоше на куќата, во секој агол на овој рустикален амбиент, се наоѓаат предмети кои го носат духот на времето и традицијата на нашите баби и дедовци. Некои од нив само како украси сведочат за едно време, а пак некои од нив, како на пример пирустијата, Наташа одново ги става во функција. Ова е пирустија стрезо, некои луѓе имаат забораено што е пирустија. Ова е триаголно, значи со 3 ноџиња едно железо, врз кое што се става црепната, откако ќе го испечиме коматчето и после од озгора го ставаме сачот. Сачот. Така. Во пирустија, гостите не само што го доживуваат руралното, туку можат и да го практикуваат, секако со помош на семејството Недановски. Можете да берете печурки или пак да се научите да сукате. Ево брашно, Ајде да направиме сега коматче. Ајде. Доста ми јајте таму кифли. Комат се јајте овде. Коматче ќе направиме Нешто отрусот. домашно, традиционално. Све домашно. Све домашно. Значи стрезо
дури и брашново го набавуваме од едни струшки села каде што сами си го мелат. Да, за јајца сме снабдени од нашите кокошки, кои што си ги чуваме години наназад, си ги обновуваме. Земаме изварок и сирење во канти од нашите локални производители. Сирење имаме и козио и овчо, додека пак изварчето е кравио. Празот е наш, од нашата бавчичка, од нашата градина, а освен праз, тука си садиме на подигнатите леи моркови, спанак, блитва, зеле и сите тие се стари некои сорти, лиснати сорти, кои што од една страна ги зачувуваме, а од друга страна луѓето гледаат како ќе им набереме, па со тоа ќе им направиме комат во нивно присуство. И многу често кога ни доаѓаат луѓето, сакаат и тие да замесат, и тие со мене да учествуваат во целата изработка и да се почувствуваат дел од приказната. Така стрезо. Воркшоп, Ама воркшоп сега и ти оди да ги измиеш рацете, заедно ќе месиме. Ајде, ода. За најубаво да ја почувствувате магијата, во Перустија е најдобро да дојдете од мај до септември. Но нема да сгрешите ако дојдете во зимскиот период. Ќе бидете услужени со домашни зимски специјалитети. Овдека имам спремено дивеч со печурки или сичарки, диво свинско месо и суви пиперки. Ова е тоа. Петар, те молам тука отвори. Ова е од домашните прасиња, ги видовте домашните прасиња, се пофаливме дека чуваме, имаме фарма веќе 15 години на домашни животни, така што малце спремивме и домашно месо. Убајна. А ова е она што си го месевме, што си го сучевме заедно. Ајте молам Петар отвори. Нашето коматче, кој што го испече Петар под сачи. Врв на трпезата. Ама Петар мора да кажеш дека дрва и јас реде во огнот, така? Така е. Мажо стече, така? Гледаш. Најголемото парче за стрезо сега. Охо, Стефче ми е гајле, ама ништо нема да добиете. Браво. Дарко, темава ни е рурален туризам. Како изгледа Вевчани од овие скопски улици кога те вози стрезо по скопските гужви со нашата такси? Мене ми е главна споредба Вевчани со други помали градчиња, села, места. Во тој аспект изгледа како Словенија, како Швајцарија. И тоа ми е драго. А за Скопје природно е, значи милиони има препутени. Природно е и да е валкано, и да е бучно, и да е гужва. Постморничаво е Скопје која нема ништо. Празно е. Тогаш ми е по ненормално, да речем. А Вевчани ти е екзотично кога го помислуваш на него од тука, затоа што сега имате статус на кандидат за една од 100 зелени дестинации во светот. И веројатно ако се достигне тој статус, ќе биде екзотика во глобални рамки. Па види, во 100 во светот и најлош да си е некој успех, а не камо такво нешто и таков пиетет, да речам, во една од најзагадените земји на светот. Како викаше Прличев, да се осуди човек е најважна работа, да ја почнеш од некаде приказната, да имаш дури, да речам, и било какво материјално, интелектуално, духовно, било каков капацитет да влезеш во таа приказна, е сепак успех. Докаде ќе ја истераш без оглед на исходот, тука и како луѓе, мислам дека и како народ треба да сме малку помеки еден спрема друг, да го цениме трудот без оглед на исходот. Веќе има почнато тамо неколку зелени бизниси во самото Вевчани и мислам дека тоа е само траекторија која што сега треба да се продолжи, да се приклонат кон неа уште многумина, затоа што и Вевчани е едно од местата кое што по својот нарав како печалбарско место и нема многу луѓе кои што можеби треба да може да го продолжат тоа.
Вевчан е специфично од аспект на приказна. Значи, мислам дека интуитивно народот кој што живее таму има во некој дел од својата генетика знае дека за било кој, ајде речам, дали бизнис, дали начин на работа мора да имате приказна. Тие зелени, така наречени бизниси, јас воопшто избегнувам како клишеа да ги користам, тие се реално бизниси. Но по некоја, да речам, случајност се насетува тој дух на векот кај оди што има потреба да се изфорсира или зашто има побарувачка. Преполни сме со се нешто е зелено, се нешто е еко, се нешто е wellness, се нешто е така да мислам дека интуитивно тие луѓе кои ги работат тие приказни бизниси, услуги кои ги даваат, знаат дека тоа се тие реално, тоа е услугата која може да ја понудат и по некоја случајност светот бара во моментов такви прибежишта. Ако си сведочел на чиновите на многовековниот вевчански карневал, подготовките самиот чин, кои се нашите адути? Мислам дека како туристички потенцијал се уште не сме го извадиле најдоброто од нас. Недоволно говориме, например, не знам, за тој културен туризам, дека Перивлепта е многу пред Джото. Дека оние етносела кои што сега ни се исклучително атрактивни и убави да ги гледаме и од Netflix, и од по серии, и од по Travel Channel, по Пулја или по некои други места ги имаме и тука. Мислам дека недоволно знаеме зошто Патлиџан има во секој филм на Милчо Манчевски, например. Чинот на себе прифаќање со сите наши мани и предности дава еден особен печат кој што е најскап во туризмот. Тоа е, мислам дека е дистинкцијата. Зошто си ти посебен да дојдем кај тебе? Мислам дека треба да си ја разработиме прво темелно приказната. Кои сме, што сме, зошто сме посебни? И најважното да наместо да се срамиме од тоа да го истакнеме. Слушајте, Даре, јас мислам дека кој што треба да си го избрендираме, значи Охридсконо геврече, Охридсконо макало, исто така треба да се избрендират и Вевчанскиот луканец. Луканец? Вкусна работа, најважната, најбитната работа. Кажи и Нанче сега што е Вевчански луканец. Тие домашни колбаси, ама да ти кажам искрено, не знам ја точно колку е на ниво на наука, колку е процесот на стоење, на чадење, на сите тие работи. Знам најважното да ги направам и да ги изедам. Ама очигледно дека како што ги збориме нештава и може да зборуваме за гастрономија Да, во Македонија и таа влегува во контекст на руралниот туризам. Значи има зошто може турист да дојде тука. Имаме исклучително квалитетна храна, природа и луѓе кои се бават со занатско-уметнички работи. Мислам дека тоа е највредното што го имаме. Ослободување Вевчанскиот карневал и тоа колективно ослободување на се што се пластело цела година. И тоа е рурален туризам од светски рамки. Најдраго ми е однос на него тоа што одолева на сета модернизација, да биде пристоен, да биде добар, да биде неувредлив, не е пријатен, не е not everyone's cup of tea. Нема логика, нема сценарио, нема дури на крајот на денот нема ни некоја цел освен самата по себе. Да се почувствуваш ослободено,
Значи, како што Вевчанскиот карнавал низ годините успел да се избрендира, се надевам дека така интуитивно ќе си ги брендираме сите производи кои што ги имаме во таа насока, па ќе зборуваме за Македонија како дестинација која што може да понуди многу во контекст на рурален туризам, затоа што сериозно земјава на кое катче да идзирнеш има што да понуди. Не мора сите и не може сите места или села во Македонија да се како Вевчани, да нема некој рецепт, туку секој од нив има, сигурен сум, барем минимум колку Вевчани што може да понуди, една своја лична приказна, печат или што и да е, и тоа да биде па и за нас кои што не сме жители на тоа место да е атрактивно, а уште повеќе за некое подалечно место. Така да мислам дека ни недостасува само храброст и себеспознавање, да видиме кој е тој X фактор или посебност која ја носиме и таа да ја изразиме, да ја представиме. Немаме можност денеска да те носиме до Вевчани со стрезо, ама ќе те оставиме на најблиската точка каде што ќе ти одговара да се сонуваш за Вевчани додека си ги завршиш обврските во Скопје. Фала ти. Фала. Дарко Лешовски го оставивме во Скопје, а ние заминавме во неговото Вевчани, каде на прва не пресретна и го почувствувавме духот на ова градче. Култура и традиција долга повеќе од 14 века, огледана во семејните куќи, архитектонски ремек дела, кои што се заштитени споменици на културата, па се до бројните цркви, манастири и параклиси. Вевчани ве заведува со секое ќоше, уличка, поглед и звук. А звукот го слушате е всушност музика која што ја создава водата. Го следиме звукот на водата и влегуваме во свет каде гледате само бујно зеленило и изобилие на вода. Пред нас се вевчанските извори. Токму тие се причина за првата зелена приказна во земјава. Влезени се во селекција на 100 зелени дестинации во светот. Александра е туризмолог. За неа Вевчани е огромен потенцијал за развој на рурален, одржлив и активен туризам. Вевчани е едно специфично интересно место кое спои и на модерниот стил на живот, но и на традиционалниот, односно руралниот начин на живење. Тука во Вевчани се уште живи сите рецепти, вкусната храна на нашите прабаби и баби, кои се дел од руралното живење на жената и воопшто на животот на локалното население во мало и рурално место. Во Вевчани може посетителите да видат прекрасна архитектура, куќи кои се постари од 100 години, а кои се значителни дела на културното наследство на Вевчани. Начинот на кој сакаме да ги привлечеме туристите не е само да поминат низ Вевчани еднодневно, да дојдат до посетот и да си заминат. Нудиме во последно време некој организиран начин на добивање на овие туристички понуди, каде што би ги задржале туристите барем викенд во Вевчани. Тргнавме да ја освојуваме Јабланица, во чие подножје е распослано Вевчани. Денес оваа планина е податна со содржини за активен туризам, од планинарење, велосипедски патеки па се до качување на Вија Ферата. Целта ни беше Јанков камен, каде крај Вештачкото езеро се издига планинска куќа, која е целосно направена по еколошки стандарди за заштита на животната средина. А планинарското друштво Церн камен активно работи на заштита на биодиверзитетот на Јабланица и развој на активниот и рурален туризам во Вевчани. Ние како планинарско друштво сме нормално една коцка од мозаикот што се како промотори на самата општина, на самата Јабланица, покрај планинарењето и цели во друштвото ни се значи и екологијата, чиста животна средина, со што моментално работиме тековно, значи во тек ни е проект, со што ќе се придонесе за зачувување на биодиверзитетот и екологијата на планината Јабланица. По ваква тура, изгладнети,
Вевчани ќе ви ги понуди автентичните вевчански луканец, полжави, ѓомлезе и ред други специјалитети во рестораните со автентичен амбиент. Ресторанот Котмичевица е еден од нив, кој е влезен како локален бизнис на Вевчани Грин. Во однос на развој на руралниот туризам, можам слободно да кажам дека во Македонија сме лидери во тој дел. И покрај тоа што Македонија има многу да понуди во тој дел. Имаме прекрасна природа, убави села, реки, планини, нема што немаме. Значи, ако ние знаеме малку подобро да се организираме во тој дел, ние ќе бидеме малте не Швајцарија или Австрија во делот на туризам, не она што значи само езерски туризам, плажа и тие работи, него цела Македонија има што да се понуди. Од секогаш сум ценил дека она што е наше и што е препознатливо, со тоа можеме да се докажеме и прикажеме пред светот, пред другите луѓе. Никогаш не можеме ние да бидеме препознатливи по модернистички ресторани со луксузно уредени простори, затоа што тие прво не можеме ни финансиски, а второ не е наш дел тоа. Ние нашиот идентитет ќе го зачуваме и прикажеме со она што го имаме. Само да ви кажам дека овој простор овдека е стар повеќе од 200 години. Тука имаме интервенирано само во делот од фугата, друго е све автентично како што било така. А Вевчанскиот карневал тоа е сосема друга приказна, која пак веќе го смести Вевчани на светската карневалска мапа. Уникатно и неповторливо доживување. Зелено, автентично и спокојно Вевчани, кое се надеваме дека ќе биде една од 100 зелени дестинации. Ова е една убава тура, полна спомени, на кој ќе не подсетува Вевчанскиот пасош, кој сега го имаме како подсетник повторно да се вратиме тука. Прекрасна боја. Не е ни розе, не е ни бела, не е ни црвено, златна. На вид прекрасно, долги нозе, кој што треби не е многу силно, не е многу јако, не е многу меко. На прв мирис, јаглика, има глуварче, мед, газето и уште нешто што не можам да откриам. Ето го, на второ. Карамел. Цела сорта имам ваква. Има да полека жити, бога, полека значи го прам веко е пренесвена рецептава, го истури. Па те стрезо не можам ја, ајде нема врска, Пробај го, не да го истуриш, пробај го. Има да направам вака, цела сорта има вакви само вина да направам. Охо! Има да направиме бизнис неш многу јак. Пробај. Па те стрезо? Кажи. А ти сам ли го газеше грозио? Како не? Кај дозволувам јас чужда нога да го гази грозио моје. Само мои ножни прсти може да чепке грозије, никој друг. Има да направам вакво шо. Пусти неколку тревки му имам клајано, ама ако ти кажам што имам клајано, ќе треба да операм. Тајна е. Пробај, слободно пробај. Си тебе да? Пробај. Како ти се вика вино? Чекай, стиме. Може вака. Стефанели. По мене? По тебе. Така звучи по италијанско, малу така француско, ова ќе биде оригинално. Стефанели. Просеко шампањо, Стефанели. Звучи. Ајде, на здравие. Ајде. За убаво зарно, како што е нашава земја, мераклија за вино, мислам дека коалва ќе од нашава. Ајде. Убе, мајко му стара. Дај шо? Бега, отров. Не го фрљај. Не го фрљај. Дојди маму, не го фрљај.
Бега, го фрлив од тераса, надолу го фрлив. Види, не, знам што е, имам нешто мало утнато, ама ќе го испечиме, ракија ќе направиме, готово, шо, ќе крстиме стрезовача. Каква ракија не може да си му го дал на некој ова веќе помрет во А оригинална ракија стрезовача праена од сорта Стефанели. Полбо амин, бизнис. Очите ми се насози. Видиш што ти е идеја? Среќа. Ај гледаш што ти е идеја. Овака ми се крева од тука. Ми си исполна желбата, Стефче, ќе си имам ракија што ќе се вика стрезовача. Ама сам да, може? Абе, ша ти е тебе, море со вери го вино ондека и ова што малку со сунгевче нешто помини го и готово. Какво собирање ме го фрли по тераса, надоле бега таму. Ле, отров, мајко мила. Вушта ме зарадите. На, земја да ви. Абе, бе, скина киселини уште сега. Земја да ви ги викат дрвки.